Во продолжение ќе слушнеме уште една докторка, овој пат педијатар. Темата е пролетни алергии кај децата. Со неја ќе разговара Ивана, која што веќе е подготвена. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе, добро утро и на сите наши гледачи. Најнапред би сакала да го честитам денешниот празник Благовец и на сите кои што го носат ова име, односно кои што чествуваат денеска именден, да им е среќен именденот. Покрај тоа што е Благовец, верувам дека споменавте вие во текот на емисијата дека денеска 7 април е светскиот ден на здравјето. Ние ова утро ве поздравуваме од клиниката за детски болести Козле, каде што со доктор Елена Гиновска-Тасевска, педијатар, ќе разговараме токму за пролетните алергии, зошто се јавуваат кај децата, но и кога и како треба да се третира. Докторка, ќе ви посакам добро и убаво утро. Зошто се јавуваат? Имаме ли образложение зошто се појавуваат пролетните алергии кај децата? Добро утро од мене, како и од целиот тим на нашата универзитетска клиника за респираторни заболувања Козле. Да го честитам најпрвен на сите мои колеги денот на здравјето. Поздрав до гледачите на утринската емисија на Алфа телевизија. Во однос на алергиите во пролетниот период, морам да напоменам дека ние алергиите ги гледаме во текот на целата сезона, односно во текот на целата година, па така и се поделени на сезонски и несезонски алергии. Оние кои се во текот на целата година се несезонски, меѓутоа пролетните алергии се баш во типот на сезонски алергии кои се јавуваат само во периодот на пролет. Како и возрастните, така и децата не се иземени од овие алергии. Тие најчесто се јавуваат поради полените на трева, куров и дрвја. Како и во овој период имаме доста влага, дечињата реагираат на променливото дождливо време, најчесто се опфатени децата над 3 годишна возраст и се токму во овој период од годината. Да, сите ние како родители, нели кога првпат ќе се појави алергијата кај детето, сме реагираме исплашено повеќето од нас. Што треба да се направи првпат кога ќе се препознае дека станува збор за алергија? Значи, најпрвен секако треба да се посети матичниот лекар, кој ќе даде понатамошни насоки и упатување во терцијарно ниво како што е нашето, каде што ние ќе го проследиме детето, ќе направиме дополнителни испитувања за да утврдиме точно за кој вид на алергија станува, а од тука ќе произлезе и соодветната терапија кај детето. Да, кои се симптомите, докторка, на пролетните алергии? Како да препознаеме нели дека станува збор за пролетна алергија? Најчести симптоми се затнато носе, чешење на носето, кивавица која се јавува во серии повеќе пати, црвенило и чешење на очињата, но кај некои деца се манифестира и со потешки симптоми, како што е кашлицата, па дури и обструктивните бронхити кои се веќе на долните респираторни патишта. Како се разликуваат, како можеме да ги разликуваме една алергија од пролетна алергија или од алергија која станува збор на полет? Значи, тоа само можеме да го направиме доколку ги изведеме алерготестовите кои се вршат во нашата институција. Значи, тие се кожни тестови кои се вршат на инхалаторни алергени, тоа се тие полените, тревите, потоа влакната од животинско потекло, како и влагата, како и нутритивните алергии, тоа се посебен тип на алергија, односно за храна кои дополнително и посебно се исследуваат. Така и како се третираат пролетните алергии? Третманот на алергиите зависи од клиничката слика, односно тежината на симптомите кои се јавуваат кај децата. Значи, кај дел од дечињата може да помине само со локална терапија, односно терапија која вклучува назален кортикопрепарат, евентуално антихистаминик, додека пак кај некои деца побаруваат и инхалирачки кортикопрепарати кои долго време се користат, односно така наречени родители што ги велат пумпици за децата кои ги користат. Како можеме на детето да му помогнеме да се справи со поленот, затоа што сега денес имаме малку по-студено време, но сепак имавме многу рана пролет и се веќе беше расцутено, децата веќе ги развија симптомите, некои за прв пат, на некои им се повторуваат, некои што си ја имаат таа диагноза, да кажеме. Како можеме да им помогнеме да се справат со поленот?
Значи, по топлото време ги имаме децата и нормално е, тоа е неопходно за нивниот раст и развој да се во надворешни услови, именно играта надвор е неопходна и родителите тоа треба да го дозволуваат без разлика на алергиите. Она на која ние треба да внимаваме како родители и која ние го препорачуваме како превенција е да се заштитиме од тие алергии на тој начин што дечињата кога ќе се вратат во домашни услови, полините ние не ги гледаме, тие се лепат за облеката, за лицето, за рацете, значи треба да се измијат лицето, рацете, да се промени облеката и секако да се избегнуваат периодите кога имаме најголема концентрација на полени. Времето кога има ветер е ризично, односно ветерот ги разнесува полените и во утринските часови имаме зголемени концентрации на полен, па тоа би можеле родителите на некој начин да превенираат кај оние деца каде што се изразени алергиите, да на некој начин го спречат тоа изложување на тие полени. Значи, во утринските часови, кога дува ветер, да бидат децата претежно на затворено, нели? Што може друго еве да им помогне додека се надвор? Останатиот дел е на нас, односно ние ја поставуваме диагнозата заедно со нашите оториноларинголози и ги поставуваме на терапија, така да целта на терапијата за алергиите да имаат нормално да функционираат и да не ги спречува во секојдневните активности кога ќе бидат изложени во надворешни услови. Да, доктор, како можат некогаш да бидат опасни алергиите? Инхалаторните алергии најчесто не се толку опасни, иако ви велам тоа кога ќе доведе до обструкција на долните дишни патишти, кога се афектирани долните дишни патишти, во тој случај може да биде кај децата со астматска болест може да доведе до напад на истата. Меѓутоа најчесто во однос на горно респираторните симптоми тоа го гледаме кај нутритивните алергии, така да тука родителите може да се безгрижни и во однос на инхалаторните алергии да не се грижат многу дека може да доведат до некое сериозно нарушување на здравјето на децата. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време и ви посакувам да си имате убав ден и секако среќен нека е овој светски ден на здравјето. Ви благодарам на поканата, убав ден и на вас. Да, искра, доколку немате прашања од студио, ние ќе ве поздравиме од тука, од Клиниката за детски болести Козле и ќе го честитаме уште наш овој светски ден на здравјето. Не ги занемарувајте симптомите никогаш, посетете ги докторите, лекарите, онолку колку што треба, односно не ги потиснувајте симптомите, секако тоа се разбира и за децата, донесете ги веднаш на лекар кога ќе почувствувате некаква реакција нели во нивниот организам. Ти благодарам многу, Ивана, тебе и на твојата соговорничка.